Здраво на сите, тука е Дана Ористовски и оваа вечер имав потреба да го прочитам Псалм 145 за себе си, но решив да го споделам тоа заедно со вас. Толку е богат со духовни вистини, но и советувања кои што Бог ги има спремно за тебе оваа вечер, како што ги има и за мене. Ќе го прочитам, има 21 стих, остане со мене до крајот на ова видео, но дозволи ме пред тоа да се помолам за тебе. Господи се Христе, се молам за таа личност од таа страна на екранот, Господи, ти да ги допреш со твојата љубов, да ги привлечеш со твојата добрина, Господи, да ги донесеш до покаяние, да те спознаат себе, да те спознаат тебе, Господи, и да се спознаат себе во тебе, Господи се Христе. Те молам, откри им ги твоите духовни вистини, ветувања кои што ги имаш за нив, Господи, и планот за нивниот живот, Господи, да знаат дека ти умре на крстот, беше погребан и дека после третиот ден воскресна и дека денеска си жив, Господи, дека имаш план за нивниот живот, дека ги повикуваш во едно заедништво со тебе, Господи. Се молам за заштита врз твоето семејство, сега се молам за Бог да испрати ангели врз твојот живот, врз твоите деца, врз твоите блиски, оваа вечер да те заштитуваат. Го молам сето ова во името на Исус Христос од Назарет. Амен. Псалм 145 вели вака: Ќе те превознесувам, Боже мој, царе мој, и ќе го благословувам името Твое сега, секогаш и во сите векови. Секој ден ќе те благословувам и ќе го фалам името Твое сега, секогаш и во сите векови. Велик е Господ и достоен за голема похвала, и величието Негово нема крај. Од род во род ќе се фалат делата Твои, за силата Твоја ќе се прикажува. За велелепната слава на Твојата светост ќе зборуваат и за Твоите чуда се ќе известуваат. Ќе говорат и за силата на Твоите страшни дела и ќе прикажуваат за Твоето величие. Ќе ја воспеваат славата на Твојата изобилна добрина и ќе се радуваат на Твојата праведност. Штедар и милостив е Господ, долго трпелив и многу милостив. Добар е Господ спрема сите, и Неговите милости се во сите Негови дела. Нека те прославуваат, Господе, сите Твои дела, и нека те благословуваат светиите Твои, и нека проповедаат славата на Твоето царство, и да прикажуваат и за силата Твоја, за да им се кажува на синовите човечки за Твојата сила и за велелепната слава на Твоето царство. Твоето царство е царство на сите векови, а владењето Твое на сите поколенија. Верен е Господ во сите своји зборови и свет во сите своји дела. Господ ги придржува сите што паѓаат и ги подига свитканите. Господ ги придржува сите што паѓаат и ги подига свитканите. Очите на сите се управени кон Тебе и Ти им ја даваш нивната храна на време. И ова нека биде благословот за Тебе и за Твоето семејство оваа вечер. Ти ја отвораш раката Твоја и исполнуваш се што е живо со сите Негови потреби. Праведен е Господ во сите своји патишта и свет во сите своји дела. Близу е Господ до сите кои го повикуваат, до сите кои вистински го призиваат. Блиско е Господ до сите кои го повикуваат, до сите кои вистински го призиваат. Тој им ја исполнува желбата на оние кои се бојат од Него. Ги услишува молитвите нивни и ги спасува. Господ ги пази сите кои го сакаат, а сите грешници ги истреби. Устата моја ќе му искаже похвала на Господ. Секој тело ќе го благословува името свето, сега, секогаш и во сите векови. Колку богат и прекрасен псалм. Толку многу ветувања за моето семејство, за твоето семејство, за мојот и твојот живот. Доколку ти фалеш охрабрување, еве што вели Господ, дека ќе подига свитканите, дека им ја дава храната нивна на време на тие кои што имаат потреба. Вели, ти ја отвараш раката Твоја и исполнуваш се што е живо со сите Негови потреби. Дали имаш некаква потреба вечерна? Дали материјална, дали емоционална, дали духовна? Приложи го тоа пред тронот на Господ, приложи го тоа пред Бог. Приложи го тоа пред Него. Разговарај со Него. Овдека Давид, ова е псалм, ова е молитва, каде што Давид му собраќа на Господ и го прославува во една молитва. Ова што го прочитав е молитва. Како што Давид се моли и го прославува Господ, ти твоите потреби можеш да ги приложиш пред Господ. Во посланието до Филипјаните, во 4 глава, ќе прочитам уште неколку стихови, вели 4 глава. Вели, за ништо не грешете се. Во 6 стих.
туку се во се преку молитва и со молба и молба со благодарност. Вели за ништо не грешете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност. Изнесувајте ги пред Бога своите барања. И мирот Божи, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Се приложете пред Господ. И остави на страна. Не проверувај на секој 5 минути дали Бог има нешто направено. Предаваш на Господ, стави го на страна. Не се грижи. Исус во Библијата вели не се грижи, не се грижи, не се грижи. Бог е љубов, Бог е добрина. Но од друга страна во Псалм 145 вели дека Бог е свет и дека ќе ги истреби грешниците. Грешници се тие кои што немаат опростување за своите гревови. Сите грешат и паѓаат пред Божјата слава, вели во Ремјаните 3 глава 23 стих. Но на кого му е простено, тој веќе не се смета за грешник, туку за праведник, преку крвта која што Исус Христос се пролеа на тој крст пред 2000 години, на околу 2000 километри од тука. Доколку ти го немаш прифатено тоа, Бог те декларира како грешник. Но можеш вечерва да добиеш опростување на твоите гревови, бидејќи таму не е крајот. Минатото не мора да те опишува тебе. Грешките не мора да те опишуваат тебе. Туку можеш од вечерва крвта на Исус Христос да те опишува тебе. Тоа што Исус го направи на крстот да те опишува тебе. Да имаш опростување на гревовите повеќе, да не си грешник, туку да си измиен во крвта на јагното, во крвта на Исус Христос. Бидејќи тој умре на крстот пред 2000 години, за да направи заменска жртва наместо мене и тебе, за да не мора јас и ти да плаќаме казна за нашиот грев. Бидејќи пишува дека сме паднати пред Божјата слава заради нашиот грев, но 3 глави подоцна пишува дека казната за тој грев е смрт и после смртта. После смртта на телото има живот или смрт на душата. Казната за нашиот грев е смрт на душата, односно вечност во пеколот во огненото езеро. Но можеш да имаш избавување и спас од тоа преку прифаќање на таа жртва што Исус Христос е направи на тој крст. После тоа тој беше погребан и на третиот ден тој воскресна од мртвите. И денеска е жив. Ниту еден друг религиозен лик и религиозна индивидуа во било која религија нема воскреснат од мртвите освен Исус Христос. И тој денеска жив, за разлика од многу други религиозни водачи кои што се се уште во нивните гробови. Но Исус Христос е жив. И тој те повикува вечерва да живееш во таа негова праведност, да бидеш измиен во крвта која што Исус Христос ја пролеа на тој дрвен крст пред 2000 години, на околу 2000 километри од тука. И сакам да те повикам сега да го направиш тоа. Доколку сакаш да го направиш тоа, можеби ме гледаш во кола, си сам во спална, на тераса, надвор, пешачиш, на слушалки ме слушаш, каде и да си моментално, во канцеларија, можеби касно работиш моментално. Возиш кола некаде, не е важно. Сакам да те повикам да го прифатиш Исус Христос за твој спасител, но и за твој Господ. И само доколку си сериозен, ќе те водам за кратко во една покајничка молитва, каде што во Библијата пишува ако поверуваш во своето срце дека Исус Христос беше воскреснат од мртвите и ако исповедаш со својата уста дека Исус Христос е Господ на твојот живот, ти ќе добиеш спасение, вечно спасение, вечен живот на твојата душа. Доколку сакаш да го направиш тоа, повтори ги овие зборови по мене. Господи Исусе Христе, признавам дека сум грешен. Спаси ме и опрости ги моите гревови. Верувам дека ти умре на тој крст, дека беше погребан и дека на третиот ден ти воскресна. Верувам дека денес си жив. Сакам да те следам. Спаси ме, исцели ме. Научи ме како да чекорам со тебе. Ослободи ме од темнината во мојот живот и исполни ги потребите кои што ги имам. Покажи ми се, објави ми се, за да бидеш пореален во мојот живот. Амен. Доколку го направи тоа, сакам да ти честитам, бидејќи ја донеса најважната одлука во твојот живот. Сподели го ова видео, за да можете другите да слушнат таа порака која што спасува и ден денеска, која што спасувала илјадници години наназад и ќе спасува се до крајот на оваа земја, се додека Исус Христос не дојде втор пат, а тој доаѓа многу брзо.
Се гледаме во наредно видео. Чао.